Ренесансата, за разлика од средниот век, овозможува слободно мислење и лична иницијатива во активноста. Тој период се нарекува преродба, ново определување на начелата на живење, а епоката се нарекува нов век. Карактеристиките на Ренесансата значени за движење на светот се подем на реалистичен однос ко светот и животот, независен развиток на науките и нејзин подем во сите области, ширење на комуникациите, сообраќај, образование, култура, развиток на методите на сознанието, на апаратите и постапки на истражување, развивање на техниката, подобрување на животите услови, слободата на луѓето, блискост на науката и философијата. Во периодот на Ренесансата се појавува критика на догматизмот, нови начини на религиозна посветеност, реформација, протестантизам, враќање на античките извори, хуманизам, методолошки новини, постојана критичност, поврзување на философијата и науката. Се појавува ренесансен хуманизам, што значи стремеж кон слободно однесување кон човечката реалност и потреби, кои биле сопирани и контролирани од религијата. Во средниот век науките произлегува од философијата, се сметаше дека философијата и науката е исто, додека во Ренесансата философијата е инспирација за науките кои забрзано се развиваат со своји цели и методи и се смета дека философијата е нивен обопштувач или толкувач на научните сознанија. Од социјалната критичка мисла произлезе утопизам, кога философијата ќе покаже како би било убаво да се живее во добар, модерен и справедлив град-држава. Утопија од Томас Мор, Градот на сонцето, Томазо Кампанела. За основаш на новата природна наука се смета Галилео Галилеј, роден 1564 година, живел до 1642, бил математичар, физичар, астроном. До заклучоците во природните науки доаѓал врз основа на наблюдување, точно опишување и експерименти, а се служел и со нови инструменти, например дурбини, телескопи. Теоријата за две вистини на Галилеј била дека разумот не може да суди за верските прашања, но ни теологијата не е надлежна за истражувањата во природата. Темелите на модерната политичка наука ги постави Николо Макијавели, роден 1469 година, живел до 1527, бил историчар, државен службеник и дипломат. Неговото прочуено дело било Владетел и тој во него пишува за власта, како до неа, како да се задржи и владее. Според Макијавели, за успешно владење добри се сите средства, да се употребуваат законите, но и да се употребува насилство. Сликата на искусен државник за Макијавели била следната. Тој е дрзок при освојување на власта, да ги уништи противниците, дури и потенцијалните, и да внимава да ја сочува власта. Прочуената мисла на Макијавели е целта ги оправдува средствата. Поимот макијавелизам е ознака за политичка итрина, наследства и мимикрија. Џордано Бруно, роден 1548 година, живел до 1600, роден е во Неапол, станал монах и бил под влијание на идеите на Коперник. Бил жив запален од страна на инквизицијата под обвинение. Подучува дека Вселената е бескрајна и дека има многу светови. Во однос на авторитетот, Бруно сметал дека единствен авторитет треба да биде разумот и слободното истражување. Сознавањето започнува со сетилното сознание. Разумот со логичното расудување ја открива вистината, а умот во заклучувањето се служи со принципи. Пантеизмот на Бруно вели дека во сите нешта престојува Бог со својата моќ. Материјата е оживеана, природата е жива, бил хилозоистичкиот став на Џордано Бруно. Светот се состои од најситни делчиња, монади, атоми како центри на силите. Самиот свет е натура натурата, создадена природа, од натура натуранс, Бог. Монадата е материјална и духовна, таа е единство на материјата и формата.
Човекот за Бруно представува макрокосмос, целиот свет, и микрокосмос, секое суштество како свет за себе. Космизмот на Бруно учи дека сето постоење треба да го разбереме како универзална целина. Златната епоха на човештвото не е во минатото, туку во иднината. Човекот само треба да го следи борбениот принцип на својата творечка храброст. Френсис Бекон, роден 1561 година, живеел до 1626, го критикувал лошото човечко сознание, полно со заблуди. Во однос на човечкото сознание се наметнала потреба за промена во методите на истражувањата во науките и нужност од прецизен методолошки став. Методолошкиот став се разви во форма на индукција. Истражувањето се одвива од поединечно кон општото. Првиот проблем на човечкото сознание е во тоа што луѓето ги земаат нештата како вистините однапред. Антиципација, а не се занимаваат со објаснување на појавите. Интерпретација, значи наместо да поаѓаат од фактите, прават предпоставки и шират заблуди. Френсис Бекон ги нарекува заблудите идоли и ги има 4. Идоли на племето се појавуваат кај целиот човечки род во замислите на луѓето кон светот. Идоли на пештерата, индивидуални сознани грешки на секој човек, произлегуваат од лошата претпоставеност на човекот кон реалноста. Идоли на плоштадот, заблуди поврзани со јазикот, грешки во комуникацијата, така наречен расипан телефон. Идоли на театарот произлегуваат од традицијата, почитувањето на авторитетот, од некритичкиот однос кон философските учења. Знаењето е моќ, е лозунгот кој го искажал Френсис Бекон како идеал на целиот нов век. Френсис Бекон се залага за знаења со кои се зголемува човековата сила, нови знаења за природата, технички средства. Својата книга, во која е прикажан базичниот метод на сознанието во модерната наука, ја нарекол нов органон, ново орудие, како спротивставеност на Аристотеловата книга за логичките методи Органон. Спротивставеноста меѓу методите изложени во двете книги се согледува во следното. Кај Аристотел се преферира дедукцијата. Знаењето може да се изгради ако се оди од општото кон поединечното. Кај Бекон патот е обратен. Се оди од поединечното, конкретното кон општото. Индукција. Емпиризмот во барање на одредени знаења се насочува кон факти и непосредни извори на сознанието. Најзначаен мислител на емпиризмот е Џон Лок, роден 1632 година, живеел до 1704 година. Тој верел дека философијата треба да престане да расправа за бескорисни метафизички прашања и да му даде на човекот нови корисни применливи знаења. Според Лок, човечкото знаење потекнува од искуството. Неговиот основен став бил дека во умот нема ништо што пред тоа не било во сетилата. За Лок, човекот кога ќе се роди е празна табла. Табула раса. Џорџ Беркли во своето субјективно идеалистичко учење вели дека не постои ништо за што нема трага во нашето искуство. За Беркли, нештата од надворешниот свет представуваат збир на осети. Предметите и целиот надворешен свет постојат само ако имаме осети за нив. Солипсизмот, во кој завршил Беркли, тврди дека всушност постојам само јас, како субјект на мислење, и идеите кои субјектот, јас, ги мисли. Толкувањето на Дејвид Хјум за сознанието е следното. Умот ги следи законите на асоцирањето, психолошки принцип на сознанието. За Хјум има 3 вида закони на асоциација, и тоа закони според сличноста, допир во времето и просторот, асоциација според очекувањето. Според Хјум, предпоставките може да бидат вистинити само ако се однесуваат на нашето искуство. Сознанието не може да биде априорно.
пред искуството. Скептицизмот на Дейвид Хјум го критикува човечкото сознание кое предлага нешто за што не знае дали ќе се случи. Две основни филозофски струи се студираат во новиот век – емпиризмот и рационализмот. Рационалистичкиот правец смета дека умот е најзначајното човечко својство и само тој му овозможува на човекот да се снајде во животот и да дојде до сознанија. Четирите правила за вистинско сознание според Декарт се следните: да се одбегнува избрзување и да се прифати како вистинито само она што самите очигледно сте го сознале како вистинито. Секој испитуван проблем да е рачленет, да се оди постапно од наједноставно кон најсложено. Целосно набројување за да не се пропушти нешто. Со својата методска скепса, Декарт вели дека треба да се сомневаме се додека не дојдеме до сигурно сознание. Првата известност, поврзана со мене и мојот ум, е додека се сомневам, јас мислам и постојам, искажано со ставот мислам значи постојам. Когито ерго сум. Дуалистичката концепција на Декарт вели дека човекот е компониран од тело и дух. Телесноста значи заземање простор, додека раздвиженоста е духовност. Квалитетот на духовната субстанција е мислењето, а на материјалната субстанција распростирањето. Поимот картезијанство означува ориентација и метод, духовен и културен стил со јасни и разлачени идеи. Основните филозофски идеи на Спиноза се однесуваат на единството на светот, на суштината на субстанцијата и нејзините пројави, на видовите на сознанието, на етиката и верата, како и на човековата слобода и политиката. Спиноза во однос на субстанцијата мисли строго монистички. Постои само една субстанција и таа самата на себе си е причина на своето постоење. Кауза суи. Спиноза ја определува субстанцијата како Бог или природа. Deus sive natura. За Спиноза, Бог представува творечка природа, натура натуранс, која создава се. Од другата страна е создадената природа, натура натурата. Атрибут на субстанцијата е она што разумот го забележува, својство кај субстанцијата. Има безброј атрибути. Човечкиот разум познава само два – мислење и пространност. Секој атрибут се развива во безброј определби. Мислењето се развива во безброј идеи, а пространноста во безброј материјални тела. Телата и идеите Спиноза ги нарекува модуси. За Спиноза, слободата представува сознаена нужност. На прочуената изјава на емпиристот Џон Лок, во разумот нема ништо што пред тоа не било во сетилата, Лајбниц одговара, освен самиот разум, покажувајќи дека разумската сила им претходи на сетилата. Лајбниц ја сваќа субстанцијата како единствена според квалитетот, но множествена според пројавите. Монадите на Лајбниц ги имаат следните својства. Светот е создаден од монади, кои се најмалечки основни неделиви центри на силата. Не зафаќаат простор и не се материјални. Имаат собствен живот, затворени се, не комуницираат меѓу себе, сите се поврзани во степенувана хармонија. Кај луѓето, монадите се јавуваат како центри на чувствата, на перцепцијата и на копнежите, кои кај луѓето станале волја, мисла и слобода. Лајбниц ги поставил законите на логиката како закони на постоењето. И тие се: закон на идентитетот, А е еднакво на А. Закон на непротивречност, А не е не А. Закон на оправдана причина кажува дека ништо не се случува без причина. Закон за континуитетот истакнува дека нема пауза во низите. За Лајбниц овој свет е најдобар од сите можни светови, во кого владее преетаблирана хармонија, согласност на сите нешта,
дури и пред тие да се случат. Просветителството представува свест за големите можности на луѓето во сознавањето и промена на светот, изградба и напредок на општо човечките сознанија. Ова епоха на просветителството се нарекува век на просветлувањето или филозофски век. Улогата на просветителството во Западна Европа беше ширењето на основни нововековни идеи за слободниот дух, развивање свест и страст за доаѓање до објективни и високи сознанија за светот, општо градење на мислата и науката. Самиот термин просветител значи исто што и храбар, критичен, доблесен научник и филозоф, кој своите идеи ги насочува кон исправни сознанија и тие сознанија ги споделува со луѓето. Англискиот мислител Томас Хобс, роден 1588 година, живел до 1679 година, учел дека во природна состојба човек на човека му е волк и се води војна на сите против сите. Според Хобс, за да се надмине состојбата на несредени односи, потребно е луѓето да направат општествен договор, со кој сите ќе си ги ограничат своите права, за да не ги повредуваат другите луѓе и да можат да ги реализираат своите интереси, а власта ќе ја предадат на суверен, владетел. Францускиот просветител Шарл Монтеские, роден 1689 година, живел до 1755, за природата на власта во модерната држава вели: власта, државата треба да биде ориентирана како тројна власт: законодавна, извршна и судска, секоја си има своји ингеренции и меѓусебна контрола. Франсуа Мари Аруе Волтер, роден 1694 година, живел до 1778, познат е по неговата критика на неправдите и одбрана на човечкото и правдината. Жан-Жак Русо, роден 1712 година, живел до 1778, го критикувал напредокот. Вели дека прогресот на човештвото, науката, уметноста, техниката не доведува до вистински развиток, туку до назадување на хуманите елементи кај луѓето. Тој, во својот просветителски дух, предлага враќање кон природата. Покрај ширењето на образованието и проширување на знаењата, истовремено со истражување на науката се појави критичка мисла против заблудите и предрасудите кај луѓето. Општата грижа за знаењето и развитокот на науките предизвика раѓање на нови социјални погледи и цели. Новите социјални погледи и цели се развија како критика на религијата, на сколастичките системи на мислата, на аристократијата, на социјалната неправда. Во светот најсилно одекнаа идеите на француските мислители во 18 век, кои развиваа материјалистички и критички ставови. Главните материјалистички француски мислители беа Дидро, Даламбер, Ламетри, Кондијак, Кондорсе, Холбах. Сите споменати мислители биле соработници и горлеви бранители на енциклопедијата. Енциклопедијата представува прво концентрирано средство за универзално знаење на човештвото, образложен речник на науките, вештините и занаетите. Терминот енциклопедија значи сеопшто образование. Поттикнувачите, организаторите и уредниците за изработка на првата енциклопедија биле Дидро и Даламбер, а во изработката учествувале сите филозофи, научници и стручњаци за различни знаења. Првиот том на енциклопедијата е објавен 1751 година, а последниот во 1772 година. Денес, најголема современа светска енциклопедија би можела да се каже дека е интернетот. Нововековната научна и филозофска активност, особено во дејноста на просветителите и енциклопедистите, предизвика големи духовни и социјални промени, што резултираше со револуција 1789 година.